Листа на неостварливи политички желби или реални предизвици и барања кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор. Платформата на албанските партии ја разбранува и ја подели јавноста во Македонија, не само околу содржината, туку и околу тајмингот на незиното објавување. За многу од барањата има и законска основа, но едноставно не биле остварени поради непочитување на законите. Постигнување на целосна рамноправност во согласно со Охридскиот договор и со Уставот, зајакнување на владењето на правото, рамномерен регионален развој, создавање на дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи, решавање на спорот со името, добри односи со соседите и брза интеграција во НАТО и во ЕУ. Ова се 7 точки од платформата, зад која стојат ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците. Овие три партии барат целосна јазична еднаквост и употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта. Во Македонија, уште од 2008 година, постои законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и во единиците на локалната самоуправа. Во него стои дека јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во земјава се употребува во собранието, во комуникацијата на граѓаните со министерствата, во кривичните постапки, во управните постапки и во текот на изборниот процес. За остварување на ова право, во сите државни институции има преведувачи на албански јазик. Во собранието има 22 вработени. Македонскиот и албанскиот јазик редовно се користат во парламентот, а од 2011 година, освен пратениците и избраните именуваните функционери, може да се обратат во собранието на македонски или на албански јазик. На комисиите може да се председава на албански јазик. Бројот на документи кои се преведени во собранието од македонски на албански јазик е во пораст. Од 2009 година преведувачите во собранието превеле 4134 страници документи, додека во 2013 година тој број достигнал 13953 страници. Вкупно 9 основни судови во земјава се наоѓаат во општините со службен јазик различен од македонскиот јазик и го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија. Тоа се основните судови Скопје 1 и 2, Дебар, Гостивар, Кичево, Крушево, Куманово, Струга и Тетово. Покрај тоа, апелациониот суд во Гостивар, како и Врховниот суд, обезбедуваат превод на постапките на албански јазик. Но правото на превод малцинствата го имаат и во другите судски институции во земјава. 31 единица на локалната самоуправа користат повеќе од еден службен јазик. Од нив, 30 единици на локалната самоуправа во Република Македонија, вклучувајќи го и градот Скопје како посебна единица, се законски обврзани да овозможат службена употреба на повеќе од еден јазик. Во точката 2 од платформата, каде се зборува за рамномерен регионален развој, е наведено формирањето на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Ова барање произлегува од документот наречен Преглед на Охридскиот рамковен договор за социјална кохезија од 2015 година, што го донесе Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Ако досега за спроведување на правата на малцинствата се грижеа Секретаријатот и Агенцијата за обезбедување на правата на заедниците, според платформата, сега нивната работа треба да ја преземе Министерството за политички систем. Околу барањето за економска рамноправност, проблемот досега не беше во немањето законска основа за тоа, туку во недоследното почитување на прописите. Нерамноправната распределба на средства за единиците на локалната самоуправа произлегува од фактот што владата досега не ги одвојуваше законски предвидените 1% од бруто домашниот производ, наменети за регионален развој преку општините. Например, во областа на основното образование, некои општини добиваат 3 пати повеќе средства по ученик од други општини. Во моментов, неколку општини не се во можност да платат за нивните училишта и околу 50 училишта имаат блокирани сметки поради акумулирани долгови. Како илустрација за разликите во распределбата на средства е даден примерот во областа на заштитата од пожари. Па така, општина Струга со претежно албанско население и територија од 469 км квадратни доби помалку од 100.000 евра, а општина Охрид со претежно македонско население и територија од 392 км добила над 150.000 евра за противпожарна заштита.